Добар ден и добре дојдовте во интервјуто на Пресинг ТВ. Деновиве е актуелен новиот закон за прекршоци. Имавте во изминатиот период изјави и со директорката на Управата за јавни приходи дека се намалуваат глобите и до 75%. Вие изјавивте дека фирмите ќе се опоменуваат, меѓутоа грешките да не се повторуваат. И може ли по-конкретно да ни објасните како ќе биде новиот закон за прекршоци, затоа што некако во јавноста се создаде некој впечаток дека еве сега фирмите нема да се казнуваат, ќе се опоменуваат, колку пати треба да направат грешка додека се казнаат и така натаму. Ви благодарам. Пред се, ова е само предлог законско решение и тоа предлог законско решение треба да помине низ собранинска расправа. Точно е дека казните се намалуваат за прекршоци некаде до 75%. Најмалата казна ќе биде за физичките лица веќе и 15 евра. Меѓутоа, сепак ние како институција сме за надзор и ние ги спроведуваме само законите кои што ги носи владата и собранието на Република Македонија. Ние сме тие кои што на терен треба истите тие закони да ги спроведуваме. Она што го слушнавте е само дел од интервјуата кои што ги дававме таму и се однесува дека со новиот закон, со новиот предлог закон, предвидено е да казните како казни, најдобро би било да ги нема. Меѓутоа мора да има казни затоа што има некои кои што не ги почитуваат законите и секако дека на сите ни е јасно во минатото како се злоупотребуваа казните за уцени, за рекет, за уништување буквално на фирми. Со одредени казни имаше дури и одредени фирми да бидат превземани од други само за да направат штета на бизнисот и на економијата. Она што го кажавме дека ќе постои превенција, самата казна ќе биде превенција и затоа е намалувањето на казните, да не бидат казните како што се сега некаде и драконски се казните дури и до 25.000 евра. Таквите казни веќе е најголемата казна за големите фирми е до 10.000 евра. За физичките лица реков 15 евра е најмалата казна и тие, за да земеме некој пример, онаму каде што била 5.000 евра казната, сега е 2.000 евра казната, има намалување на казните, секако дека тоа ќе допринесе за економијата, ќе допринесе за бизнисмените послободно да дишат, меѓутоа не значи дека ќе можат слободно да ги не почитуваат законите. Затоа сме ние тука да ги спроведуваме законските решенија, а за казните како казни, колкава и да биде казната, сепак е казна. Затоа, она кога ќе го слушнете дека е опомена, зависно и од однесувањето на субјектот, зависно каков прекршок направил па да биде опоменет, некаде ќе има опомена, некаде ќе има едукација на самиот даночен обврзник, меѓутоа за одредени субјекти кои што направиле поголем прекршок или прекршок кај што не можеме да дадеме опомена, бидејќи ние како пазарен инспекторат настапуваме во моментот, гледаме трговијата која што се врши и да земаме еден пример некој кој што нелегално продава тутун, цигари, алкохол, која што е акцизна стока и ако истата стока ја затечеме, ние мораме да ја одземеме. Не можеме тоа лице да го опоменеме и да постапуваме се она што е пишано во предлог законот. Значи, има моменти каде што дел од даночните обврзници, посебно онаму каде што гледаме дека не е намерна грешката, дека не се коси со законот за трговија, дека не се коси со други закони, а се гледа и е очигледна дека е мала грешката, таму нормално ќе се оди со опомена. Гледам дека опомената сите ја споменуваат, ако фатиме она што сме го направиле како контроли, а тоа се 17.000 контроли имаме направено до 30.10. како државен пазарен инспекторат и ако сите сме го опоменувале, ние ќе треба да се претвориме во едно консултантско биро и кое што само ќе ги опоменува. Сметам дека опомените за одредени дејности кога ќе излегуваме, дали со соопштенија, дали со изјави на некој од вработените во државен пазарен инспекторат, дека тие опомени кога ќе излезат во етерот, даночните обврзници, физичките лица, трговците поединци, за нечиите треба тие закони нормално да ги почитуваат. Сметате ли дека
не постои опасност со вака намалените казни, оние фирми кои што можеби не ги почитувале законите уште повеќе да не ги почитуваат и да се зголемува бројот на фирми кои што нема да ги почитуваат законите до крај. Од долгогодишното искуство можам да ви кажам само има дел на даночни обврзници за жал, односно за среќа на институциите и на државата се многу малку. Тие дури ја вкалкулираат казната што ќе ја платат на институциите. Ова што го правиме за оние најголемиот број на даночни обврзници. Го правиме за редовниот бизнис. Зборуваме за луѓе кои што ненамерно сгрешиле, за луѓе кои што ќе го користат тоа како превенција, да биде и опомената и казната, да речеме, што ќе биде помала. Меѓутоа има точно дека одредени луѓе покрај вкалкулирањето и ќе ја злоупотребуваат оваа мерка, па дури некогаш кога ќе настапиме како државен пазарен инспекторат, ќе дојдат и кај вас медиумите, ќе се жалат дека еве државата носи еден закон, а во практика постапуваат поинаку. Не е тоа начинот, сепак инспекторите се луѓе кои што се интелектуалци пред се, кои што се ја знаат работата, претежно во државниот пазарен инспекторат се со искуство над 20 години, најголемиот број, и верувам дека ниту до сега, ниту од сега ќе постапуваат поинаку од она што го налагаат законските прописи. Ние, и впрочем, и пред да биде донесен овој закон, сме користеле опомена најголемиот број од оние кои што се даночни обврзници и стопанственици во Република Македонија, имаат осетено на своја кожа како се однесува државниот пазарен инспекторат, знаејќи дека токму во оваа сала сме ги викале сите по дејности, да им кажеме што е тоа што наредниот период ќе го превземаме, за да не се соочиме како непријатели при вршењето на контрола. Сепак треба соработка помеѓу институциите и даночните обврзници. И нормално сите институции својот терет да си го преземат самите на себе. Ние не бегаме од обврската за вршење на контролите. Така. Постојани се барањата на бизнисмените за намалување на сивата економија. И тоа од бизнисмените зборам од сите стопански комори. Стопанска комора на Македонија, Сојуз на стопански комори, Комора на Северозападна Македонија. Која е вашата улога и имате ли какви резултати во намалување на сивата економија во Македонија? Вака, сега, дали сивата економија ја правиме јас, вие или институциите? Токму тие што се жалат сивата економија, дел од бизнисмените ја прават таа сива економија. Сигурно дека вработените во администрацијата немаат и не можат да прават сива економија, меѓутоа бизнисмените, не зборувам сите, дел од бизнисмените индиректно помагаат во сивата економија. Ние она што го работевме изминативе месеци, веќе имаме и изготвено и информација до влада. Информацијата не знаеме дали ќе биде прифатена како таква со предлог мерки кои што ќе допринесат да ја намалиме таа сива економија. Инспекторите секогаш се на терен и она што го работиме, верувам дека ќе допринесе доброволното плаќање на даноците во Република Македонија да биде на едно повисоко скалило и сигурно дека буџетот ќе се полни повеќе ако сите си плаќаат помалку. Нормално дека не можеме да ја намалиме до нула сивата економија, таа постои во секоја држава, меѓутоа да го намалиме износот и процентот кој што е едноставно срам за државата кога ќе дојдат некој од страна и кога некој ќе им каже дека во Република Македонија сивата економија е многу поголем процент од оној што е реално кој што би требало да биде. Рековте дека инспекторите се постојано на терен. Каде има детектирано најмногу непочитување на законот? Во кои сектори? Нема сектор кај што има целосно почитување на законите. Од трговијата на големо, па до оние крајни што се корисници за понатамошна трговија. Значи сите, не зборувам сите, кога зборувам сите, во сите дејности има одредени субјекти кои што прават прекршоци, дали намерно или ненамерно,
ние сме тука нормално да сето тоа го утврдиме. Има проблеми, меѓутоа тие проблеми, реков, полека ќе ги отклонуваме сите работи. Има ли доволен број државниот пазарен инспекторат на инспектори со оглед на тоа што во изминатиот период инспекторите се пожалија дека се во многу мал број од владата најавија дека ќе се зголемуваат вработувањето, но истовремено дека ќе се зголемуваат и нивните плати? За првото прашање, благодарение на владата и благодарение на она што го презентиравме пред владата, јас слободно можем да кажем дека кои дојдов беа 120 инспектори, сега веќе имаме 104 или 103. За жал, возраста е преку 50 години, средната годишна возраст. Поголем дел имаме кои што продолжуваат и над 64 години, односно си работат оние законски кои што им следуваат до 67. Намалувањето и понатаму продолжува и во моментов имаме луѓе кои што ќе заминуваат во пензија, имаме од владата одобрение и во наредниот буџет од Министерството за финансии имаме одобрение за 21-2 инспектори да можеме да ги примиме. Имаме за унапредување на дел, бидејќи има многу помлади инспектори кои што 10 години веќе седеле помлади инспектори и тие за нив е обезбедено средства. Владата прави напори и технички да не на некој начин потпомогне како институција, не потпомагаат во областа на просторни услови, компјутерска технологија ни овозможуваат, возила, на еден начин ни помагаат за да одговориме на предизвиците со кои што се соочуваме. Инспекторите, како што рековте, или постојано се на терен, меѓутоа постојани се и коментарите во Македонија дека инспекторите контролираат, меѓутоа има закони, меѓутоа државата за едни е мајка, за други маќа. Односно, дека некаден постојано контролира, а некаден дека и воопшто не контролира. Ке се смени ли некогаш таквата слика за инспекторите во кај нас? Видете, сега инспектор сум бил и јас, сликата за инспекторите нема да се смени, како што нема да се смени ни сликата за оние кои што ќе ги казниш и 15 евра, казната е казна. Инспекторите, велам си, работата најнормално и професионално. Можем да ви кажем од како сум дојден јас, она што можем да ви го гарантирам пред целокупната македонска јавност, селективноста веќе е избришана од Државниот пазарен инспекторат со тоа што сите инспектори си имаат бланко налози кај нив. Кажано им е на инспекторите дали сега сите 104, 105 ќе го почитуваат тоа. Кога ќе влезат кај еден субјект, да не прават селекција, да влезат и кај другите кои што се со иста дејност. Значи тоа треба веќе да сватиме дека селективноста е избришана. Од друга страна, злоупотребата од страна на раководството на Државниот пазарен инспекторат, дека ќе пратиме контрола кај вас, а не кај некој друг, не. И тоа е веќе минато и верувам дека и самите оние кои што ги обувуваат соодветните дејности, дали се од угостителство, од трговија, дали се промет со нафта и нафтени деривати, прашајте ги, разговарајте со нив, ќе видите каков е односот на инспекторите во изминативе 9-10 месеци во оваа година, откако сум јас директор овде во оваа институција. Значи, секогаш инспектор никој не сака. Казна никој не сака, колка ви да е. Меѓутоа, казните да служат како превенција, да не бидат злоупотребувани и ако е превенција, наредниот пат нормално да си постапуваат согласно законот. Селекција не можеме да кажеме дека сме правели. Не правиме селекција. Меѓутоа, сватете ни и нас, не можеме секаде да стигнеме. Затоа што покрај што постапуваме по 40 законски решенија, ние редовно имаме и преставки од потрошувачите, бидејќи мораме да постапуваме и по преставките на граѓаните. Во најголем дел случаеви, она што се случува, некаде не можеме да им излеземе во пресред на потрошувачите и затоа ќе видите на страната на Државниот пазарен инспекторат имаме предупредувања до потрошувачите од каде не смеат одредени работи да ги набавуваат, бидејќи нас ни се потребни
фискална сметка, потребно ни е изјава нивна за да даночниот обврзник биде од Република Македонија, за да можеме да им излеземе во пресред и да ја завршиме контролата онака како што треба. Така, ги спомнавте сега потрошувачите, пред новогодишно расположение има, многу купуваат по трговските центри, се нудат секакви попусти. Зголемена ли овде контролата или поплаките во однос на попустите, реални, нереални? Во изминатите години имаше неколку казни дека попустите не биле реални, меѓутоа што се случува овој период? Истото го имавме и сега, кога беше оној голем попус даден, истото беше и сега. Имаше нереално дигање на цената, па нереално давање како попуст. Се додека вршиме ваков увоз, во трговијата ќе имаме вакви нереални попусти. Нереалните попусти доаѓаат пред се од нереално искажаните цени и од нереалното царинење на трговската стока, претежно зборувам за онаа која што ни доаѓа на кило. Тоа ќе го имаме се додека се царини така. Кога ќе имаме реално царинење на трговската стока, кога ќе имаме реално искажување на цените во трговијата, и попустите ќе бидат реални. И сите ќе ги знаеме дека попустите се реални. Инспекторите се редовно на терен. Еве и денес да побарате еден инспектор во оваа институција ги нема. Сите се на терен. И уште едно прашање, да се надоврзам за продажбата на Facebook. Во изминатиот период се накотија многу субјекти кои што продаваат на Facebook. Го контролира ли тоа некој во државата? Ние, она што го кажав сега пред малку, дека на нашата веб страна ги предупредивме сите оние кои што набавуваат таква трговска стока преку Facebook за нашата неможност до крај да го тој целиот случај испитаме. Бидејќи тука треба да се вклучи и МВР, и таа област некако со инспекториве сега ја разработуваме, дури имавме 2-3 предавања и обуки држевме на инспекторите токму за таа електронска продажба на трговска стока. За жал, покрај тоа што се накотија продажбата на Facebook, гледате секојдневно се накотија и овие што се брза пошта па до дома ќе ви го донесат самиот тој производ. Јас верувам дека тука се затајува и данок, се затајува и кој продава. Имате во многу случаеви брендирана стока која што наводно ќе ви дојде од Кина, а таа доаѓа од некој подрум во Република Македонија. Ми тоа не можеме целосно сите тие работи да ги спречиме во моментот, бидејќи е тоа нешто ново сега. И тоа гарантирам дека и по тој однос Државниот пазарен инспекторат ќе смогне сили, дали со советувања како што почнавме на инспекторите, дали со преземање на одредени активности и барање на соработка на МВР, ќе излеземе и ќе стапнеме и кај тие даночни обврзници кои што го злоупотребуваат продавањето на Facebook, кое што нормално, ако е нешто напредно, треба и да го поддржиме. Меѓутоа кај нас се злоупотребува. Ви благодарам на интервјуто. Нема проблем.